веруваш во моќта на природата, знаеш дека границите не постојат. Она што е големо, може да биде уште поголемо, а убавото, уште поубаво. Кога веруваш во моќта на природата, знаеш дека она што било добро, може да биде уште подобро. Производите на Битолска млекарница. Природата на дланка. И сега кога сите ние сме сведоци нели на една ваква состојба, иако се работи за архивски материјал од 1998 година, но никој не може да ги затвори очите или да гледа преку прсти, нели, кога се работи за очевидно злоставување на дете. Ја не знам дали се работеше за сексуално злоставување, но ние спомнавме на почетокот на емисијата дека не се работи само за сексуално, туку и физичкото малтретирање, исто така и емотивното малтретирање, понижување, навреди и така натаму, исто така е казниво со закон. Господин Валјановски, ќе ве замолам и од телефонскиот разговор, дали мајката во една фамилија, дали мајката има право да го одземе родителското право на таткото, доколку тој се смета за злоставувач во однос на неговото дете, дали е девојче или машко? Мајката, како што прашувате, не може. Судот го одзема родителското право. Добро, мислев дали може да покрене процес. Законно одредена постапка. Да се одзема родителско право е навистина еден процес, една постапка која е многу одговорна, затоа што родителското право не може да се поврати. Еднаш кога одземено родителско право не може да се врати на почеток. Точно е, секој може да поведе постапка за одземање родителско право, дури и, да кажеме, сопруга и така, со околности битни за судот, односно судијата, и докази кои се од релевантни докази кои придонесуваат да се донесе оваа мерка, односно оваа фактички заштитна мерка. Во одземањето судиите се многу внимателни заради тоа што се земаат во предвид психичката состојба, здравствената состојба, сите аспекти на животот на човекот на кој му се одзема. И навистина е тешко и меѓутоа и многу одговорно, али во секој случај кај нас веќе почнуваат интензивно да се поведуваат постапки за одземање на родителско право. Како што рековте, во областа на сексуалното наследство, семејното наследство, ги гледаме многу често акциите на Министерството на внатрешни работи за оние деца на улица што се просјачењата, неодговорното родителство, и очигледно е дека многу работи, овие кампањи, ова јавно прикажување на ова се подигнува општествената свест да сериозно се зафатиме со проблемите што не засегаат сите нас. Не би сакал само да споменам за варијациите на казнувањето во врска со ова моментална темата што е на разговор. Од 16 и 17 век се кастрирал педофилот. Па имаме хемиска кастрација, па медикаментозна, па обележување на улици. Сега имаме ние во овој момент во некои исламски држави и смртна казна. Значи, општеството на неколку држави се изрекува смртна казна за ова кривично дело. Општеството не нашло соодветен метод, очигледно неколку општества, да реагира на ова општествена патолошка состојба. Добро, има некои јавно личности кои што јавно си го искажуваат своето размислување и повикуваат на смртна казна на оние кои што се педофили. Може ли да очекуваме смртна казна за педофили? Не. Очекува, бидејќи тој е забрането со Уставот на Република Македонија и ние сме подписници и на Европската конвенција за заштита на човекови права и на протоколот за кој што се забранува изрекување на смртната казна. Така што во никој случај значи не може да размислуваме за смртна казна, дури и повеќе и во делот на оваа мерка за која што спомнуваше за кастрирањето. Сепак сметам дека треба да постои одреден баланс во реализацијата, односно во